Косовскиот председател Хашим Тач изјави дека ќе работи на приклучување на делови од Јужна Србија населени претежно од етнички албанци кон Косово. Pas kërkesës së përfaqësuesve të Preshevës, Medvegjit dhe Bujanovcit korrigjimin e kufirit me Serbinë. Si mundësi e vetme për të legjitimuar kërkesat politike, historike të shqiptarëve të Preshevës, të Medvegjës dhe Bujanovcit për t'ju bashkuar Kosovës. Kjo nënkupton jo ndarjet e Kosovës, jo shkembim të territoreve dhe jo autonomi për Serbët. Тач изјави дека оваа идеја ќе му ја представи на неговиот српски колега Александар Вучич во септември во рамките на дијалогот спонзориран од Европската унија. Тој не даде какви било детали за тоа што ќе добие Србија за возврат. Некои официјални представници во Белград водеа кампања за поделба на Косово, односно да и се дозволи на Србија да ја задржи контролата врз Северно Косово, каде што мнозинството се етнички срби. Србија и Косово се под притисок да ги решат сите отворени прашања, вклучувајќи го и дефинирањето на границата, со цел да се изградат поблиски врски со Европската унија. Останува нејасно што го натера Тачи да разговара за промена на 400 километри долгата граница меѓу Косово и Србија. Ден претходно Александар Вучич изјави дека Косово одбива да им дозволи на етничките Срби на северот да прогласат автономија. Колико би to Srbi uradili, postojala bi opasnost jednostranih akcija Prištine, a mnogi iz zapadnog sveta bi jedva čekali da pruže podršku takvim jednostranim akcijama, koje bi služile za konačni obračun Prištine, pre svega sa severom Kosova i Metohije. Инаку деновиве на северот на Косово беше тензично по извештаите на некои српски медиуми дека косовските безбедносни сили се подготвувале да преземат контролата врз тамошната хидроцентрала. Како мерка на предпазливост, американските војници во НАТО веднаш беа распоредени околу хидроцентралата. До никакви инциденти не дојде, но тензиите повторно се вратија кај граѓаните на Северна Митровица, кои пак се надеваат дека ситуацијата ќе остане мирна. Kao što se može vidjeti ovdje na severu je sasvim mirno, ljudi se ne osjećaju ugroženo, međutim bilo kakav pokušaj sa juga da unesu nemir ili da čak pokušaju nešto, verovatno ćemo i siguran sam većina stanovnika će odgovoriti istom merom.